Здраво и добро дојдовте на мојот канал Сандра Рецепти. За денес ви подготвив переци, но ова не се обични. Ова се полнети переци и се многу вкусни. Вреди да ги пробате. Изненадате ги вашите најмили со овој вкусен појадок, ручек или пак можеби вечера. Погледнете ги колку се меки. Вашата поддршка би ми значила многу. Доколку ви се допаѓа ова видео, притиснете лайк и subscribe. Секако споделете го овој рецепт со пријателите. Сега ќе ви покажам како изгледаат внатре. Погледнете ги. Однадвор солени, а внатре меки како душа. Да преминеме на рецептот. Најпрво во длабок сад додаваме 300 мл млако млеко и една кесичка сув квасец или 30 грама свеж, во зависност од тоа што имате. Додаваме една мала лажичка шеќер за да го активира квасецот. Мешаме малку и додаваме 2 лажици брашно. Мешаме убаво со лажица. Го покриваме садот и оставаме да се активира квасецот 10 до 15 минути. Потоа во активираниот квасец додаваме 100 мл масло и потребни ни се 500 грама брашно. Не го додаваме цело наеднаш. Додавам дел и една лажичка сол. Јас користев миксер за месење, можете да го месате ова и со рака. Се меша убаво, за почеток можете и со лажица, потоа додавате од брашното, додека не го потрошите цело. На брашната површина ќе продолжам да го месам тестото со рака. Слободно додадете брашно доколку е премногу лепливо, но не претерувајте. Вака подготвеното тесто го оставаме поклопено да остои 10 до 15 минути. Потоа уште еднаш го преместуваме. Ќе забележите дека има разлика во тестото од претходниот пат. Повторно го поклопуваме и го оставаме овој пат 30 минути. После 30 минути погледнете го. Сега ќе ви биде потребно да ја намрсите работната површина, не да ставате брашно. Извадете го тестото на работната површина, ќе приметите дека е меко и полно со воздух. Нема потреба од додатно месење. Сега следува еден мал чекор, ако сакате да ви бидат сите переци исти. Јас ги мерам топчињата по 80 грама да ми биде секое. Сега треба да ги обликуваме топчињата. Намрсете ја работната површина убаво и започнете.
Јас ги премачкувам со зејтин малце од озгора за да не добиваат кора, а после и полесно да се развлекуваат. Нема потреба од додатно нараснување, значи веднаш може да започнете со развлекување. Развлекуваме правоаголна кора, танка. Ја развлекуваме колку што дозволува тестото. Јас додавам урда, меѓутоа не претерувајте многу, бидејќи треба да биде танко завиткано. Вака подготвениот перек не го ставаме веднаш во тавче, го оставаме настрана. И продолжуваме со останатите топчења на ист начин. Може и да не ставате ништо внатре, и празни се премногу вкусни. Еве ги. И сега започнуваме од првото што сме го направиле. Дополнително го развлекуваме. Ќе приметите дека е веќе нараснато и е помеко. Оставете простор помеѓу нив, бидејќи тие ќе нараснат. Следно што треба да направите е да ги покриете со крпа и да ги оставите уште еднаш да стасаат. Во зависност од тоа колку е топла вашата кујна, може да биде за 10, 15, 20 минути. Кај мене стоја 30 минути бидејќи беше ладно. Сега пред печење ги мачкаме со зејтин. Реарната ми е веќе загреана на 200 степени и ќе ги печеме 15 минути. Или додека добијат малце кафена боја од озгор. Во меѓувреме го правиме преливот за одозгор. Имаме 2 лажици брашно, 1 мала лажица сол, 1 мала лажица пециво. Мешаме и додаваме вода, лажица по лажица, додека не добиеме смеса малце погуста од онаа за палачинки. Еве како тоа од прилика би требало да биде. Переците добија боја и сега ги преливаме од озгор со лажица. Додавајте да има врстите. Ова е мене што ми остана, не мора да ја потрошите цела смеса. Потоа одат на печење уште 2 до 3 минути. Погледнете ги, веќе се готови, а цела куќа мириса убаво. Уште еднаш ги премачкуваме со масло и ги оставаме да се изладат. Ајде да ги погледнеме. Погледнете ги колку се убави, а за вкусот направете ги и пишете ми во коментар. Ги очекувам вашите коментари на ова видео, за тоа како испаднале кај вас и дали сте ги израдувале вашите најмили. Доколку ви се допаѓа овој рецепт, притиснете лајк на него и споделете го со пријателите, ќе ви бидат благодарни.